На 5 октомври се одржа завршниот ден од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, кој практично беше најсодржаен. Токму на започнувањето на жетвата се појави премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев, кој ги проследи обичаите околу зажнејувањето. Представници на Сдруженијето на пензионери од Кочани со народни носи го презентираа традиционалниот начин на зажнејување на оризовата култура, со срп, со врзување полози и со вршидба на гумно со конј, кој со трчање околу снопието ги одвојува зрната од класот, и на крај со веење на арпата заради одвојување на сламата. Потоа домакињите на чело со градоначалникот Николчо Илиев и гостите предводени од премиерот Зоран Заев на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри има своје обраќање до присутните, напоменувајќи дека општината и владата во рамките на своите надлежности прават сериозни напори за подобрување на материјалната положба на земјоделците, спроведувајќи повеќе мерки. Годинава плодори се засејани околу 4000 хектари, а се очекува принос од 5 тони по хектар. Бидејќи оризот е како финален производ оди на пазарот, неговата цена е диктирана од пазарните услови. Но во споредба со минатите години, факт е дека субвенциите за оризопроизводителите се зголемија. За ова година тие се 18.000 денари по хектар без семенски материјал и 30.000 денари по хектар со семенски материјал. Намалување на трошоците за земјоделците имаше и со ваучерите за зелената нафта. Владата усвои мерка за дополнителни 5 денари по килограм предаден ориз од минатогодишната реколта, чија исплата се очекува наскоро. Годинава немаше интервентен увоз, па за наша среќа и за среќа на оризопроизводителите, цената на оризот во моментот е значително повисока, што очекуваме да даде придонес во зголемување на интересот за производство на ориз. Премиерот Заев ги потенцираше субвенциите кои земјоделците ги добиваат по два основа и кои според него се највисоки досега. Со последните измени во ребалансот на буџетот, купната поддршка во земјоделството достигна близу 7 милиарди денари. Само за оризот, со ребалансот на буџетот се обезбедени дополнителни 50 милиони денари за дополнителна субвенција од 5 денари за килограм произведена и предадена оризова арпа кај регистрирани откупувачи до 25 декември 2018 година. До крајот на октомври очекуваме овие пари да ги добијат оризопроизводителите. Во 2019 година висината на субвенциите по хектар за обработлива земјоделска површина со сертифициран семенски материјал изнесува 25.000 денари, за разлика од лани кога таа изнесуваше 12.000 денари. Тоа е зголемување на повеќе од 100%. Минатата година субвенцијата по хектар за обработлива земјоделска површина со сертифициран семенски материјал за површини од 5 до 50 хектари изнесуваше 14.400 денари. Оваа година дури 30.000 денари. Манифестацијата продолжи со концерт на домашни и странски фолклорни ансамбли, кои неприсутните им ги деловија традицијата и националните обичаи. Во меѓувреме на штандови покрај Кочанска река беа изложени специјалитети од ориз кои им беа доделени на гостите и на граѓаните. Со вечерниот концерт на Девана Нардели и Огнен Здравковски со Долче Дуо, на кој публиката имаше можност да слушне голем број македонски и светски евергрини, е спуштена завесата на овогодишните денови на Кочанскиот Орис.